Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Министрите на земјите членки на ОПЕК се очекува да го намалат производството со цел да го запрат падот на цената на нафтата на светските пазари. Во меѓувреме азиските берзи бележат пораз, откако Американската централна банка ги намали каматните стапки на досега рекордно ниво, со цел да се обиде да извлече земјата од продлабочената рецесија. Американските федерални резерви синоќа ја намалија клучната каматна стапка за 0,3%. Ова е 10-то кратење во последниве 12 месеци. Банките сега ќе заемат меѓу себе со интерес од 0 до 0,25%, а целта е компаниите и потрошувачите полесно да дојдат до кредити за ширење на бизнисите, со што би се потикнала економијата. Председавачот на Федералните резерви Бен Бернанки вети дека ќе бидат употребени сите средства на располагање во борбата против рецесијата. Новоизбраниот председател Барак Обама коментираше: Речиси ги искористивме сите традиционални средства што се употребуваат при рецесија, како намалување на каматните стапки. Тие се на најниско можно ниво. Обама сепак рече дека има и други средства на располагање и ги повика сите владини оддели да се вклучат во економскиот опоравок. Актуелниот председател Џорџ Буш пак кажа дека владата работи на тоа да им помогне на автомобилските производители погодени од кризата на најбрз можен начин. General Motors и Chrysler велат дека без владина помош би останале без готовина во рок од само неколку недели. На сите економски фронтови нималку розови вести. Според владен извештај, изградбата на нови домови во ноември опаднала за речиси 20%. Рецесијата ја намали побарувачката, со што паднаа и потрошувачките цени. Британските трупи ќе завршат мисијата во Ирак до 31 мај 2009, а ќе заминат до крајот на јули. Најави британскиот премиер Гордон Браун, кој во Багдад се сретна со ирачкиот премиер Нури Ал-Малики. Браун и Малики се заложија партнерството меѓу двете земји да добие нова димензија откако британските сили ќе заминат од Ирак. Британија има 41.000 војници и е втор најголем придонесувач во меѓународните сили во Ирак по Соединетите Американски држави. Новоизбраниот американски председател Барак Обама избира членови на новиот владин кабинет. Вчера го именуваше Арни Данкан за секретар за образование, а денес се очекува да ги предложи поранешниот гувернер Том Вилсак од Ајова за секретар за земјоделство и демократскиот сенатор од Колорадо Кен Салазар за секретар за внатрешни прашања. Босанските власти соопштија дека тројца мажи со потекло од Алжир кои биле во притворниот центар Гвантанамо во Куба се вратиле во Босна, откако американски федерален судија нареди нивно ослободување заедно со уште други двајца. Тројцата, чии адвокати велат дека имаат босанско државенство, мина речиси 7 години во притвор без да бидат обвинети. Минатиот месец федерален судија во Вашингтон пресуди дека американската влада не успеала да ги докаже тврдењата дека тие планирале од Босна да заминат за Авганистан и да се приклучат на Ал-Каида. 8 американски амбасади во Европа добиле писма со сомнителен бел прав, но досегашните тестови не покажале дека тој е опасен. Представник на FBI соопшти дека писма испратени до амбасадите во Германија, Романија, Швајцарија, Белгија, Ирска, Данска, Латвија и Италија биле со поштенски печат од Тексас. Извршена е првата трансплантација на лице во Соединетите Американски држави. Лекарите од клиниката во Кливленд, Охајо, велат дека зафатот бил извршен на лице на жена која била речиси целосно деформирано. Ова е четврта поред трансплантација на лице во светот. Од најновите вести од светот на забавата издвојуваме. Дженифер Лопез во 2 нови филма. Во Планот Б, таа игра немажена која се решава на вештачко оплодување, но го наоѓа вистинскиот маж токму дента кога дознава дека е бремена. Во Дадилка, таа игра крадец кој се преправа дека е дадилка на богат вдовец со намера да го ограби. Рап звездата Ашер сака свеж почеток. Организира надпревар од 20 тинејџери на возраст од 13 до 18 години. Најдобриот ќе го режира неговиот музички спот за новиот албум.
Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Во продолжение на News Flash во Американската ботаничка градина во Вашингтон во тек е празнична изложба, која изнудува воздишки. Минијатурни возови минуваат низ патеката на бајките, домот на Дедо Мраз, тајната планина. Волшебен свет, направен од тиква, шишарки и други природни материјали. Возовите доаѓаат од сите страни. Зградите и пејсажите се направени од растенија. Холи Шимицу е директор на Американската ботаничка градина. 7 различни возови минуваат низ градината, низ оваа земја на чудата, каде чекаат бројни изненадувања. Со 200.000 посетители, ова е најзафатениот период во годината за ботаничката градина. Пред се, ова е шоу за децата. Джорджа Хофен има 9 години и дошло со семејството дури од Австралија. Джорджа Хофен има 9 години и дошло со семејството дури од Австралија. Многу ми се допаѓа. Архитектот и колекционерот на мали возови Пол Боси ја создал оваа земја на чудата. Му рековме дека темата е деца. Многу од нештата се инспирирани од познатите детски песни. Например, ова е старицата која живее во Чевел. Макетите на најпознатите згради во Вашингтон, како Капитол Хил, се направени од растенија и природни материјали. Американската ботаничка градина во овој дел на годината се претвора во земја на чудата, не само за децата, туку и за постарите. Впрочем, во секој од нас се крие по едно дете, зарем не? Тоа беа вестите за оваа среда 17 декември 2008. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Погледнете нашата најнова анкета, но и други содржини на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер. Се гледам утре.